Кошнички, украсни моливи, шарени чинии се само дел од работите кои ги изработија децата од основното училиште Лирија во Тетово, сами помогнати од наставничките и родителите. Децата изработеното го продаваа, а со парите ќе одат заедно на екскурзија. Ние имаме изработено алки различни, имаме обоено повеќе гипсени со цвечиња што ни се, со цвечиња, имаме едни правени како срценциња имаме. Имаме исто така и чашичиња кои се украсени со цветови и имаме моливчиња што ги правевме со различни шари. Имаме корпички од хартија, имаме чаши, наставничката и Чичко Зоран. Ние со парите ќе одиме во Скопје да гледаме филм. Ние го правиме ова нешто, молив да. На овој панаџир ние го подаваме да одиме на екскурзија, да. Имаме направено танјирчиња, кошници, ланчиња, алки, моливи. Со овие работи планираме да ги продаваме, а со средствата планираме да одиме некаде, сите 5 класа. Имавме за задача да фарбаме гипсани работи и да правиме алки, и сите луѓе да доаѓаат да купуваат и со тие пари ќе одиме во Скопје да гледаме филм. Овој панаѓур е завршна фаза од проектот Учиме заедно, финансиран од швајцарската организација Фриденбрук, а ќе придонесе заедно функционирање на учениците од сите националности. Станува збор за проект кој трае 4 години и во текот на оваа година, значи 4-та година, учениците од 5-тите оделенија од основното училиште Лирија изработуваат различни украсни предмети, заедно учат, другаруваат, има спортски игри во спортскиот двор. Целта е како поблиску да се запознаат, кога ќе бидат во училишниот двор, да не бидат едни покрај други, туку да бидат едни до други, со цел да се запознаат меѓу себе, да остварат нови пријателства, да се дружат и еве преку овој пролетен панаџир кој сега го организираме и нешто и да заработат, односно парите што ќе ги заработат од продажбата на овие украсни предмети ќе бидат наменети за нивната училишна екскурзија. Оваа последна фаза е започната од крајот на јануари. Заедничкото учење и дружење резултираше со изработка на предмети кои беа продавани на вчерашниот панаѓур.